Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со пејачката Тамара Тодевска, со Наташа Павиќевиќ Стојминовска, председател на Сдруженијето на социјални работници, и Арта Керими, представник од Сдруженијето Биди Зелен Скопје. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 11 минути. Велам добро утро за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и ќе ве поканам повторно да останете со нас до 11 часот, да си го подготвите вашето омилено утринско кафе или појадок и да го следите сето она кое што ви го подготвивме заедно со Вирче и со нашите денешни гостинки. Вирче, добро утро и официјално пред камерите и пред гледачите, Христос воскресна за многу години. Така е, вистина воскресе, честите Великден, почитувани гледачи. Ве поздравувам, сега го сакам убаво утро, да не следите со овој разговор кој што ќе ги имаме во студиото со нашите гости, да ви го честитам нашиот најголем празник Великден. Христос воскресе, вистина воскресе. Верувам дека убаво си го поминавте кај да бевте со вашите најдраги или пак онака како што вие сакавте. И денеска ќе имаме убава емисија, убави разговори со нашите гостинки. Нас ни е веќе забавно овдека во студиото, па така можеме и да продолжиме во тој дух. Да, во истиот дух да продолжиме. Веднаш до мене е Тамара Тодевска. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, поздрав до сите гледачи на Канал 5. Христос воскресе, за многу години, многу здравје, многу љубов, многу спокој пред се и само за убаво да се гледаме. Да, Тамара, прв пат ни доаѓаш во Здраво Македонија. Мислам дека прв пат доаѓам на утринска емисија. На утринска, да. Како е да се стане вака рано и да се нашминкаш? Не, види, јас имам две мали деца, со оглед на тоа што само ми беше поинаку тоа што требаше да се дотерувам и да се шминкам од сабајле, што не е својствено за мене. Меѓутоа, со драго срце ја прифатив поканата за оваа емисија, бидејќи сте ми многу драги и дека многу ти благодарам. Не ве гледам, многу сте ми рано. Репризи гледаш? Да, гледам репризи и драго ми е што сум тука денеска. Што утрински го пиеме заедно. Утрински го пиеме моето прво утринско кафе. Да. Имаме убав повод за кој што си ни тука, концерт кој што ќе го најавиме нешто подоцна. Најпрво да ги представиме другите гостинки. Наташа Павиќевиќ Стојминовска, председател на Сдруженијето на социјални работници, ни ова утро со нас. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Христос воскресе. Вистина воскресе, за многу години празникот. Убав празничен ден е вака што не собравте, успеавте нели да не станете. Со време се јавивме. Да дојдеме порано, да. Тука после толку денови на одмор, така малку да раздрамаме. Да, убава атмосфера, но вистина во студиото се надеваме дека ќе ја пренесеме на гледачите. Благодарност до Канал 5 што припозна дека е важно малку да продискутираме и на оваа тема. Да, мора да признам дека во Здраво Македонија можеби најмалку имаме социјални работници, но можеби и малку и вие сте виновни за тоа, бидејќи тешко успеваме да најдеме некој кој што сака да говори пред камери. Двонасочна работата, нели не и за љубов. Се разбира. Така и за кога се потребни двајца, така и за се нешто треба, нели, има две страни на паричката, ама ете се трудиме малку да го смениме. Да го промените тоа од денеска, така е, од Великден. И веднаш до вас ни е Арта Керими, која што е представник од Сдруженијето Биди Зелен Скопје. Добро утро и за вас и добро ни дојдовте. Добро ве најдов и фала на поканата и баш ми е мило што прв пат доаѓам и јас. Да, прв пат сте ни вие тука, да. Денеска ден на планетата и честит ви празник. Да, намерно ли облече зелено, Арта? Да, сега тоа ми беше и подспесно влија. Се символично. Така е. Да. Вака, јас имам овде некои јајца, Верче ќе дадам до кај тебе, ќе се скршиме со јајца. Мислам секако и гостинките ќе ги поканиме да го направат истото. Да, великденски така да го испочитуваме празникот и ви пред камерите. Ајде, бирај. Ајде, колешке. Јас црвено по традиционално. Да. Ајде, јас. Ти си помлада, ако сакаш. Помлада, ајде, јас помлада зелено. Ајде, Верче, чека само да видам дали е се во ред. Се во ред, добро? Ајде ти прво. Добро. Добро. Ништо, јас сум победник, продолжувам понатаму, ти си чекаш. А ја? Сакам ја. Може, слободно, повели. Со вера? Со вера. Сакам ја. Тама немаш тикли големи да ја на вера да го скршам јајцето. Ајде, бе, да не станува. И не станувај ти се, пошто пак си глава висока од мене. Па се центрира. Опа! Не е дрвено. Појма неам. Види, сол не направи. Сол. Ето што сакате, може би вие? Со Тамар. Опа.
Има тука најгерче слободно, стави си го. Требаше Марула да донесеме една мимоза да направиме после, да не јадеме сега вака. Сакате другите да пробате да се скршите? Дарен мој беше вчера црвен вака цел и по лицето беше цел, пустиот се зачашал нешто. И али јас со твојата анекдота што пред да се вклучиме што не раскажа со Хана дека всушност ми беше многу интересно, јас си мислев кога го зема, вие си викам да не е живо случајно. Кажи им на гледачите Тамара што се. Иначе ние за празниците за Великден бевме во Петровац на Млави, кај едни наши роднини на Лука роднини во Србија и многу убаво си пројдовме, меѓу другото, кога дојдовме дента, пошто во Србија се вапцаат јајца во петок, не во четврток, и ние дента кога дојдовме, тоа беше цела акција со јајца, имаше преку 200 јајца. Да. И сега нормално Хана, мојата уметница која што сака многу и да црта и ептенија бива со бои, со све, почнува тука да прави уметнички дела. Меѓутоа, едно од јајценцата на Хана излегува после некое време дека е живо. И тоа на кого му се падна јајцето? На мајка и со Дарен. Нормално. И многу беше смешно затоа што се распосла јајцето на сите страни. Да. Добре, ама убаво ќе си го паметите по тоа како да живееме. Живото јајце, 2025. Да, многу убаво си поминавме, преубаво место, јававме коњи, јававме понија. Да, следевме будно на социјалните мрежи. Наташа, вие како си го поминавте празникот? Се одморивте, нели тоа првично? Па не знам дали се празниците некако се и за одмор, ама како и да е да се помине со семејството, да, со драги луѓе. Мене особено па денес е трет ден Великден, јас ја родив керката на трет ден Великден, има особено значење овој ден за нека е жива и здрава. Благодарам. Празнично со фамилијата и со пошироката фамилија, со сестра ми, кај на наша тетка го поминавме со семен ручек и така многу убаво се поминавме. Да, баш убаво. Арта, неодамна ви беше Бајрам, како вие си го прославивте празникот? Убаво, интересно, иако што Бајрам беше тмурно и врнеше, ама барем за Великден има многу сонце. Дојде пролет. Позитивна енергија, иначе не беше многу тешко. Така да ви благодарам многу. Така да здраве и се убаво да имаме сите. Тоа е најбитно, другите работи со живот, благососедба кај сите. И мир со себе. Да. Тамара, дали се говориш? Да, посечитам тоа сега. Погрешка, добро. Да го затвориме овој дел со едно музичко парче кое што го подготвивме од Тамара. Нема многу да објаснувам, ќе го погледнеме кратко и потоа продолжуваме со другите муабети кои што ги подготвивме со нашите гости. Да, Тамара, некако голема радоста кога ќе ни дојде некој изведувач од Балканот, а уште поголема радоста кога има македонско изненадување. Овде си со Александра Пријовиќ. Без размислување ја прифатив понудата на Александра, лично ми се јави, бев многу изненадена пријатно. Прекрасна девојка, прекрасна женска, одличен артист, посветен работник, а пак некако приземна и присебна и на земја. Да. Што се вика народски кажано. Да. Мене ми беше и желба да испееме и зајди. Немаше време. Меѓутоа, не знам зошто се поколеба Пријовичка и остана. Добро, тоа е сериозна. Да, и остана само македонско девојче. И супер момент беше, јас сум многу среќна и задоволна што публиката имаше една таква безпрекорна реакција. И јас буквално си одржав концерт на концерт. И многу, и многу убаво си пројдовме и едно така убаво искуство. И се надевам дека и онак би ми дошла на концерт. Се разбирам. Здравје. Да, кога сме кај публиката, имаше едно кога објавивме дека си ни гостинка, битолчани прашуваат еве
кога ја светив дека ќе те прашаме. Битолчани? Да. Па Битолчани на 16 да. мај сум во Аурум. Ете, можеби не Поздрав до Битолчани. Па не е сигурно се уште објавено, Да. али 16 мај ми е одамна договорен Битолчани, во наши Аурум драги, се гледаме. Ексклузивно, здраво Македонија. Добро. Да продолжиме со нека друга тема. 22 април е светскиот ден на планетата Земја. Тоа е поводот поради кој што сте нијарта денеска овде. Што за вас и за вашата организација представува овој ден? Ке има ли некои активности? За нас секој ден е ден на планетата ден. Земја, да, така и за мене цело време подсвесно влие и кај мене. Тоа баш е интересно последно време, купувам многу зелени работи, тоа баш е интересно и дека 4 години веќе сум во Голгрин. Во Голгрин јас морам да направам некоја логика, дека 4 години сум во Голгрин и почнав како асистент на еден проект што беше точно поврзано за младински барања за зелени општини. Тие беа барања што ние младите им ги поднесовме на градоначалниците, тоа потенцијално дека сите беа пред кандидатура. И тоа беше еден вид ние како да влијаеме во општеството, значи нашиот глас да се слушна. И тие беа уствари првите зелени младински барања од младите кон општината. И за нас беа прифатени? Па колку се реализирани, дека прифатени беа, ама работата секогаш се колку реализација. И од тие 10 дека дело, не на збор. Така. Ние 3 пати поднесовме, од тие значи по 10 пати, значи 30 барања беа од нив и можам да кажам дека само 2% од нив се реализирани. 2%. И тоа е, мислам дека од порано што останало во нивниот приоритет и затоа се реализирани некако и од тоа морам да го кажам дека тоа не се сваќаме ние сериозно кога станува збор во тие младински политики, дека плюс тоа што е еко во овој момент, што не е доволно сериозен сватен проблемот, иако што се гледат. Проблемите различни што ги дискутираме подоцна, секако, и тоа е поврзано директно со нашата работа. За нас стварно секој ден е предизвик. Да. Иако последно време Green агендата многу е позната и сите сакаат да видат Green и еко, но ние веќе 15 години сме во овие тематики и знаеме точно каде треба и како треба. И мислам дека повеќе треба да не слушаат, чисто онака да не имаат предвид кога станува збор за овие политики. Ја не викам приоритет, ја викам повеќе од приоритет. Дека веќе сите и тие зборови се значи ги слушаме. Ставно мора да се случи. Значи мора, а ние цело време и ни викат вие сте приоритет. А што се мора не е тешко. Кога се сака, се може. И тоа е проблемот, ама мислам дека ако ќе бидеме поактивни во тие теми, иако што сме доста сме, но никогаш не е доволно тоа, но мора и двонасточна, да не биде тоа линеарно, дека само ние зборуваме, туку треба и некој да не слуша и да не зима во обзир. Ама како што кажа, да се направи тоа навистина на дело, не само да се прифаќаат тие проекти на кои што го советуваат, ако не се спроведе на дело, ако не се направат тие нели зелени површи за џабе збориме. Точно, затоа. Треба да се работи, треба да се делува. Да, Наташа, ќе продолжиме со вас. Можеме ли за почеток да објасниме која е улогата на социјалните работници во општеството? Социјалната работа, еве да ве прашам, прва асоциација социјален работник, вас која ви е? Искрено. Прва општо. Социјална работа кога ќе слушнете топ оф мајнд. Социјални теми. Социјални теми. Каде работиме, што правиме? Како што кажи Цица на почетокот, значи професијата нема секаде, ама за жал е професија која што не е толку видлива. Секако си го земаме и ние тука дело, дека малку треба да сме погласни, поприсутни. Но точно е дека ви има на секаде. Во секоја можна невладина организација која што се занимава со ранливи категории. Да. Оно што исто е препознатливо како професија дека нема во формалниот систем на социјална заштита, како што се јавните установи, широко познати се центрите за социјална работа. Иако ако ви кажам дека во центрите работат само стручни работници кои што се 26% социјални работници. Навистина? Да. Тоа е последната статистика, држаме за со каква стручност се другите? Во центрите сепак работат и други стручни работници, не е само. Да, психолози. Но се очекува дека нема најмногу вработено таму. Или дека се само социјални работници. Не сакам да кажам дека не се важни другите стручни работници како психолози, педагози, специјални едукатори, правници, економисти и останат исто така стручен кадар, но очекувањата се дека таму нема најмногу, еве, податоците се тие.
не има исто во како што кажа Цеца во Сдруженијата на граѓани, значи во граѓанскиот сектор доста. Исто така во здравство, иако не сме видливи, имаме колешки кои што работат во овој сектор, но повторно ќе кажам, за жал, повеќе таа работа на административно ниво сведена, отколку на стручна работа што треба да биде во овој сектор. Треба да нема повеќе во образованието. Да. Не има, но не е доволно, еве чисто од 364 основни училишта, само во 17 има социјални работници. Зошто? Најверојатно тоа е повторно, тука и ние малку треба да се наметнеме како кадар дека има потреба. Согледно тоа дека се појавуваат и нови социјални ризици, еве многу актуелно нели состојбава со булинг, барем во тие средини. Искрена да бидам, без социјален работник не може да се реши. Која би била улогата на социјалниот работник во овој случај, бидејќи се зборува дека требаат и дефектолози во овие случаи? Апсолутно. Да ги разграничиме што е дефектолог, што е социјален работник. Холистички пристап, мултидисциплинарен, секој во својот професионален делокруг на делување. Во основните училишта, чисто еве колку за споредба, генерално социјалната работа како професија, лука, како да кажем, држава од каде потекнува и се формализира се Соединетите американски држави, ние искрено ги следиме НЕФ, Националната асоциација на социјални работници, може да и доста се актуелни. Значи, препознава 16 области на социјална работа. School social work, значи социјална работа во училишта е сосема како специјализирана гранка. Може би треба да се размислува во насока на исто, не дека и ние не ги изучуваме како области кога се профилираме, се едуцираме нели стручно, меѓутоа малку да се стави акцент и на тоа. Улогата на стручните работници, социјални работници во училиштата е поддршка на ученикот во училиштето, во социјалната средина, но и во училиштето. Че социјалниот работник од училиштето работи со средината, со семејството, идентификува дали има и останати ризици, игра улога на, ајде да кажам, мост, така? Тој што го поврзува, Па улогата на социјалните работници, независно во која области да сме во првата линија на поврзување на поединецот со системот. Тоа е нашата примерна улога. И да го лесниме, нели, така патот да ни системот и да ја препознаеме, да процениме кои се јаките страни, кои се потребите. Или девијациите кои што се појавуваат. Апсолутно. Да. Ќе го искоментираме и немилиот настан кој што се случи во Прилеп, но ќе се навратиме ништо подоцна на тоа. Тамара, треба да најавиме што се случило? Да, можеби така реагирате гледачите, тогаш ќе го искоментираме најпрво тоа. Немилиот настан во Центарот за социјални работи во Прилеп, кога беше извршен обид за убиство врз социјален работник. Како вие ги штитите социјалните работници и како Сдруженијето одговори? За среќа немаше настрадани. Најпрво дозволете во лични име и во име на организацијата која представувам, секако да го осудам секако вид на насилство и без разлика. Дополнително, искрено сакам да упатам исто така апел кога се случуваат вакви работи да нема коментар. Не знам, јас бев повеќе апсолутно згранати бевме сите и непријатно е чувството, тоа не сакам да зборувам, од коментарите така им треба и така натаму, значи не знам, малку овај апел секој оној што е надлежен малку да се позанимава и со овие аспекти на напади, затоа што и тие се не помалку важни. Добро дојдовте во клубот. Ете така, со Тамара дополнително понатаму може некој совети да ни даде како да се справиме со овие ситуации. Исто така изразувам поддршка до колишката, до семејството кој што исто така сигурно поминаа низ неубав стрес, колегите исто така. Јас можам да кажам од искуство дека наредниот ден не беше пријатно било кој од колегите да замине на работното место. Значи чувството на безбедност беше секако доведено во прашање. За жал, вакви настани се случуваат. Не е ова сега да се тешиме, но да бидеме свесни. Не знам дали се сеќавате, во 2018 за жал
Во Хрватска имаше ваков случај, каде тогаш беше застрелена наша колешка и беше убиена, значи смртно, со смртен исход беше за жал тој настан, исто така тешко повреден наш колега. Тогаш државата си привзема активности што требаше, значи се уклучи црвениот аларм, малку да се привземат некои активности во однос на безбедност. Се презема ли нешто после овој случај во Прилеп? Да, јас морам да кажам дека веќе наредниот ден ние како здружение сега сепак работиме според закон за здружение и фондации. Ние наша работа да е во однос на носење политики или да изиграваме сега синдикат или во смисол да, ние ја застапуваме професијата и колегите и секогаш сме тука и работиме во однос на и спроведуваме активности во таа насока за застапување и промовирање на социјалната работа, но после тоа се излезе со официјално соопштение од Министерството за социјална политика, демографија и млади дека се превзимаат веќе мерки, дека ќе се превземе и во однос на протоколи, во однос на обезбедување соодветна заштита како безбедност во јавните установи. Дали ќе има обезбедување, тоа оставаме на надлежните, но да, се разбира, да, веруваме дека ќе продолжи во таа насока. Да. Тамара, ќе продолжиме со тебе. 8 мај 12 часот во МКЦ, хуманитарен концерт за сите погодени од трагедијата во Кочани. Јас најпрво сакам да ти честитам за храброста да застанеш пред толков број на публика, покрај целата загуба која што и тие можеш да ја почувствуваш бидејќи загуби колеги и пријатели и да одржиш концерт. Па немам друг начин на кој што би можела да им се заблагодарам и на Андреј, и на Панчо, и на сите тие мои колеги кои што за жал заминаа тој ден. Се молиме за Панчо да биде добро и секојдневно спрашуваме за него и едва чекам да се врати во нормала, да го видам и да го гушнам. Неверојатна загуба е ова за сите нас, меѓутоа ние сме уметници, ние од тоа и живееме и за тоа живееме. Барем на мене лично музиката ми е лек за се. Да. И не постои друг начин на кој што јас можам да им се заблагодарам за сите нивни убави дела, за сите хумани дела кои што ги направиле и за таа енергија која што само ја дава на сите нас. Така што на 8 мај ги повикувам сите луѓе кои што сакаат да ја поддржат мојава иницијатива и мојава идеја за да се соберат што повеќе пари и да им се помогне на тие луѓе колку може да им се помогне. Мислам, децата никој нема да им ги врати, за жал, и оваа трагедија доживотно ќе ја паметиме и не знам кога ќе се оправиме реално од тоа. Меѓутоа, ете, на некој начин, некако достоинствено и со многу љубов и со многу музика, убава музика, опуштена, достоинствена музичка, некој музички времеплов, да речеме, од моите први песни од пред 20 и кусур години, кои што сум ги пеела до ден денеска. Ќе има доста гости, ќе има 2-3, али доволно. Изненадување, значи не ги откриваме? Па не е изненадување, мислам, веќе кажав јас јавно, само уште не ми е потврдено за Џамбазов, кој што многу сакам. Ти кажи вака, па... Да, ја многу сакам Игор да дојде, затоа што Игор е мој долгогодишен соработник. Роберт ќе биде гостин, со Роберт пред некој ден. Билбилов, да, Роберт Билбилов. Со Билбилов направивме преработка, еве ви ексклузива. Ајде. На време за плачење. Која што вика Роберт, го слушајќи го текстот, уствари сваќам колку е емотивна и длабока пораката на песната, пошто стариот аранжман е весел. Да. И обично се пее во весели прилики таа песна. Меѓутоа, кога ќе го прочиташ текстот подлабоко, сваќаш уствари што сакал писател да каже. Без размислување ни ја дадоа песната да ја преработиме, авторите, и излезе една преубава балада клавирска. Ева сега додека зборувам се ежам самата. Кога ќе може да ја слушаме? Да, со некој пејач. Па би сакала да ја пуштиме пред концертот. Пред концертот, да.
А таму премиерно да ја изведете? А таму ќе ја изведеме премиерно Роберт и јас. Роберт и ја, таа е една нишка на емоција од самите почетоци наша и ден денес трае и тлее во нас и некако така многу природно ни дојде и таа изведба клавирска и се тоа. И Стефан Лазаров секако е еден од гостите кој што ќе дојде да отпееме нашата заедничка патишта. Би сакала да биде и тие на дел од концертот, меѓутоа се уште не се знае. Не, она познавајќи ја ќе се појави. Па ќе дојде. Ќе дојде и тоа без да каже. Апансас. Да, така прави стално, ние така сакаме изненадувања да си правиме едни на други. Така што претпоставам дека и она ќе се појави. Да, морам да ги поздравам, оваа прилика ја користам да ги поздравам Младинскиот културен центар, кој што без размислување ни го овозможи просторот. Бени Шачири, нашиот другар. Исто така да ги поздравам DVD Plus, момците кои што ќе донесат исто така се без пари, од бина до светло, до звук. Секако тука е мојот бенд во проширен состав, специјално за оваа прилика. И сите ние се откажавме од секако видно паушал и заработка и било што и сето тоа сакаме да се донира таму кај што е најпотребно. Во МКЦ собира некои 800 луѓе. Каде може да се најдат карти? Картите се продаваат онлайн, има уште, картите се продаваат онлайн на МК Тикет и чинат 1000 денари. Значи, по мене може би скапа карта, меѓутоа поводот е друг. Ние сите... Сепак е донација. Така е. Така што, кој сака, може и да си купи карта, па и не мора да доаѓа. Ако нема сака, иче нека не доаѓа. Иче нека не доаѓа, само нека купи карта. Да, претходно на некој начин ми одговори на следното прашање, како се носиш со сите оние коментари низ целата кариера која што те следат, апсолутно се, како да кажам... Па не, никогаш порано не беше волку. Порано имавме жолт печат, уствари, кој што ни беше некоја си онака поместување на конформноста, да не речам. Меѓутоа сега и тогаш работеа новинари претежно на тие жолти печати, ама сега дојде време кога на секого му е дозволено што сака да се каже јавно. Сите можат да коментираат, да јас инсистирам секаде каде што гостувам да се стават тие коментари на оф и да нема едноставно да не им се дава простор на тие хейтери. Да, воопшто. Се разбира. Значи ја не би им давала простор да они хейтаат. Ми се чуда зашто бришеш коментари. Зошто да ми го грдиш ти мене постот? И ќе му влезам, гледам ме прати, викам, зашто ме пратиш, човече, за да ми хейташ ли? Правиш лошо на себе. Блок, многу блокирање. Тамара, сега ќе вклучиме неколку гледачи, не се шегувам. Виде како застана фирно. Не се шегувам. Нашите гледачи многу те почитуваат и верувам дека го почитуваат она кое што го работиш, бидејќи тоа ти е примерна работа. И мислам дека музичарите во секоја трагедија, дури и пандемијата кога се случи, беа некако најпогодени. Да, никој не напраша на нас како ни беше во пандемијата, како преживувавме и како моравме да станеме сите инфлуенсери во еден момент, зашто само таму имавме приливи во животот. Меѓутоа се изборивме и со тоа и многу борби во животот, али како другачие ќе бидеш задоволена ако нема борба. Затоа постоиш толку години на македонската сцена. Арта, ќе продолжиме со вас. Дали властите доволно прават за заштита на животната средина? За жал не. Како што спомнав и порано, кај да одам јас, спомнувам дека да, мораме да бидеме повеќе од приоритет, но не само со празни зборови, туку да биде тоа стратешко планирано и да се знае на што ќе се работи. Да, ги знаеме нашиве проблеми, дека постојат премногу со години и тоа кога станува повеќе со години, тоа веќе остарува и веќе повеќе проблеми, поголеми проблеми. Како најголемите проблеми што ги имаме ние е дека знаеме со отпадот, дека не е доволно и не убаво управуваме ние со отпад како држава и тоа веќе со години. И веќе дали е вистина тоа дека рециклираниот отпад кој што ние го рециклираме се тоа оди во еден? Па зашто рециклираме? Рециклираме дека ние дека малку од тие на пример пакомак, нели? Да, пакомак, поздрав до пакомак. Да,
тие имаат луѓе што навистина работат. Тоа, пак оди све на едно ѓубриште. Сите, за жал, затоа проблемот што е системски. Затоа ние барем некои навики помали од тоа, повеќе да користиме, например, торби што се за повеќе употреби, да не користиме пластика, да ги намалуваме овие работи, значи помалку да користиме таквите работи за да може така да влијаеме. Затоа ние викаме дека до некаде е до нас. Сдруженијата, ама има еден дел што мора државата и системско решение, дека ние стварно испагаш будалак, рециклираш, се малтретираш да го селектираш, да ти фрлат на едно место се. И тоа е демотивирано. Апсолутно. И тоа и за еден млад човек он прашува, и децата сега прашуваат. Значи не си единствена што прашуваш ти. И деца го имам работилници, прашуваат дали е точно. И зошто ја да рециклирам? И точно. Значи и затоа ние до некаде да. И затоа кога на пример јас ќе одиме дека ние одиме по училишта, имаме работилници, нели, дека да се зголемува свеста, тоа е еден од најмали ноза. Така, еден вид на едукација и работилници, малку и неформално образование, дека јас и така почнав. Да. И кога одиме таму и сите прашања се прашуваат и се е окей. Но и тие се доволно свесни децата кога прашуваат и што прават дома. И од таму може да забележуваш кои родители колку работат со нивните како за се деца. Да дојдеме до рециклажа, прво треба да знаеме дека ѓубрето се фрла во канта. А не на улица. Знам. Значи, првата лекција, оние првата лекција сме ја пропуштиле. Откаде тој час можеме? не сме биле у школа изгледа. Затоа таа буква не сме ја учеле како што треба, кажано така, и затоа ние со младите работиме, ги мотивираме во каков систем што сме, сакаме да ги мотивираме. До еден вид, до една скала кажано, ние ќе им го, значи, наметнете. Така. Но кога они се сочуваат со реалноста, и тоа паѓа мотивацијата и ние пак на исто сме. И затоа дали тоа е со општина, дали тоа е со повеќе институции треба да се работуваме, тоа треба да биде паралелно. Дека ние ако мотивираме и пак оние ако се демотивираат, пак сме на исто. И затоа мора соработка. И затоа ние што сме, како што спомнавте и вие, ние сме мост помеѓу младите и општините. Ние сме само да ги запознаеме тие работи што постојат, некои алатки кои може они да ги значи ако е значи и ние како млади имаме место во општина да се слуша нашиот збор. И ние само тука сме да кажеме hi, we are there. И толку ни треба на нас. Тука сме. И да оди. Ние бевме многу среќни кога на младите им го пак покажавме кај е архивата на општината. Зошто? Они да знаат како да поднесат барање. Не дека тоа е нешто вау. Така е. Туку со мали чекори да се направи. Да. Тоа и тоа треба да биде во континуитет, не само предизборни. Значи доаѓаме до заклучок дека државата нема многу слух за сето она кое што вие го зборувате. Не доволно, можам да кажам. Да. Честно исклучоци. Така кажам. Јас би се надоврзала само значи од овде најверојатно ќе излезе некоја соработка. Меморандум носите? Да. За малце. Печат за малце. Па добро, не е прв пат од нашата емисија да излезе соработки, тоа не е целта. Зелена социјална работа. Супер. Ние во моментот спроведуваме проект како организација заедно со уште две партнерски организации, Центар за младински активизам КРИК и Центарот за социјални иницијативи НАДАШ, финансиране од владата на Швајцарија преку Civica Mobilitas, а го спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка. Ние спроведовме акциско истражување кое што е карактеристично за социјалната работа, не е само собирање на податоци, туку стапуваме во интеракција со младите и ја менуваме средината. Дополнително за ова ќе разговараме, ќе ве повикаме, ќе имаме промоција на оваа анализа, од каде произлегува многу интересни наоди поврзани со младите. Разликата е што ние малку дадовме поинклузивен пристап, односно гледавме да бидат вклучени сите млади и оние со помалку можности, со попреченост, оние што не се вклучени во образование, бидејќи се креираат младински политики, ама малку пристапот да не биде никој изоставен. Толку само чисто како дека зелената агенда се прелива во сите. Супер, да треба инфлуенсер. Тоа што не повикавте тоа? Зелен инфлуенсер. Тоа значи дека добар избор на гости
случај се направил. Да, ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Мислам дека ви падна микрофонот. Да. Добре. Да, таман да ви го поставам прашањето, вие наместете се. Дали никогаш ќе профункционира социјалниот систем во Македонија? Како беше прашање од $1.000.000? Видете, секогаш за било што не знаме, ви во секојдневни разговори кога зборуваме системот го правиме ние луѓето. Не е тоа ништо апстрактно пусто, па ние чекаме да се така да секоја промена тргнува од нас. Како и да е, постои некаков систем, секогаш има обиди, напори, нели, ама и ете така добра волја, желба да се напреди. Малку и ние како општество може треба да научиме реформи, меѓутоа да, ајде нешто што било добро и се покажало во практиката да се задржи, ако нешто се покажало не функционира тоа да го смениме. Ќе профункционира кога ќе секогаш го ставаме аспектот на ранливите категории, но треба да се стави аспектот и на другата страна, стручните работници, зашто од оваа страна сепак сме луѓе со истите потреби. Ете, и лично сум се нашла и во улога на стручен работник, но сум се нашла и во улога на лице на кое му било потребна и здравствена помош, и социјална помош, заштита, така што се додека малку свеста не ја смениме во таа насока, не си ги цениме и стручните работници, не може да градиме систем на и да зборуваме отворено за она кое што ни се случува. Апсолутно. Пошто луѓето генерално до пред неколку години да психолог и психијатар, тоа беше табу тема, така е. Као што ти па не смеш да кажеш, као се дружиш, што е проблемот со тебе. Да, но ние во Здрава Македонија секогаш се трудиме да ги рушиме табуата. Ама апсолутно. Да. Тука ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме во студиото со уште повеќе гости. Ништо не ви откривам, останете со нас.